Што барате вие двајца вака рано изутрина? Ајде, бабо, немој да ми стапнуваш на маката, гледај си работата. Ајде. Добро, бе, сине, ке научиш ли еднаш за секогаш каде ги оставаш твоите работи, а? Лесно ми е мене да си ги најдам моите работи, ако вие не би ме ги фаќале, јасно? Ама на вистина ќе кажете ли вие двајца што барате вака? Нукти, ја бара писмената по англиски јазик, ете тоа бараме. Ох, часот ќе ти започне за некоја минута, а еве ти си се уште дома. Јамам бре дете, порасна не разбра дека е доцнењето една од најгрдите, најневоспитаните навики. Маја, јас треба да побрзам на пазар, зашто потоа одам кај Славка. 7 минути до 7, на првиот час ке задоцнеш. Добро да е малку, ако задоцнам, не е важно. Како не е важно ако малку задоцнеш? Кој ти е првиот час, а? Кој ден е денеска? Англиски. Да сум јас наставничка, не би те пуштила на час ако задоцнеш, да знаеш. Затоа е добро што и не си ти наставничка. Ќе бидам во другата соба, да не е таму тетрадката. Еве ја. И не знам зошто толку паника кревате околу една тетрадка по англиски. Ајде, пријател. Добро утро, мамо. Добро утро, Тања. Се наспали ли добро? А што? И ти денес доцнеш на работа, а? Не, сине, денес имам слободен ден. Денес не одам на работа. Да, сосема заборавив. А колку е часот? 7:10. Леле, ке задоцнам, во 7:30 ми почнуваат часовите во музичкото училиште. Ајде, појадокот е готов, касни малку. После музичкото училиште ке дојдеш на ручек? Доволно? Не. После тоа одам на уметничко пливање, а потоа во училиште. Кога ќе ручаш? Па мама, знаеш дека во вторниците јас ручам тост сендвич. Не чини тоа, сине, не чини целдена сува храна. Ако можеш, сепак дојди. Па нели тато вели дека деловните луѓе во целиот свет ручаат стојќи на улица? Но остави ги ти деловните луѓе. Ти се уште дете, ти треба да пораснеш уште. Вети ми? Добро. Ветувам, доколку имам и најмала можност, ќе дојдам дома на ручек. Така те сака. А јас ќе ти направам нешто што најмногу го сакаш. Важи? А каде е баба? Отиде на пазар. Брзо ќе се врати, затоа што има закажано партија Ремика и соседката Славка. Значи ти предпладнево си сосема сама дом? Да, само како почна бурно. Зошто бурна? Брат ти ја бараше писмената по англиски јазик, па веројатно и ке задосни на училиште. Па нема да му биде прв пат. Ајде, мамо, јас морам да одам да не задоцна. Пријатно? Ајде, пријатно. Јас се извинувам, малку задоцнев и... Точно пред 20 минути почна часот. И мислам дека нема никаква смисла да почнуваш да ја пишуваш писмената работа. Само вие дозволете ми, ќе успеам. Не и не. Се работи за дисциплина. Мора да се почитува. И уште повеќе што уште пред една недела сите знаевте дека денеска ќе имате писмена работа. Знаете, се работи за несреќен случај. Што се случило? На баба ми се слоши, доби напад на жолчката и морав да повикам прва помош и... Вред, ќе ти прогледам низ прсти. Но ќе морам да те запишам за да не те се случи друг пат. Како се викаш? Петровски Илчо. Петровски. Илчо, на баба те Ана и се слошило? Молам? Да. Но пред половина час си беше добро, се сретнавме на улица. Знаете, така наеднаш и се слоши. Вред, оди на своето место. Ќе појдам после часовите да ја видам. Што рековте? Оди на своето место. Ќе ти дозволам да ја работиш писмената и за време на одморот после звоното.
стигна? Рацеве ми се истегнаа до коленици. И навистина не знам зошто оние двајца суртуци не си ја превземат оваа работа врз себе. Зошто јас и ти треба да изигруваме амали овдека. Па и она Алименка на лифтот никогаш не работи кога му е потребна на човека. Чекај, ќе ти помогнам. Ама навистина не ми е јасно и не свеќам. Двајца мажи во куќава, па нека си ја превземат обврската околу пазара, тоа е сепак машка работа. Мамо, не вреди околу тоа да дискутираме. Па ти ја направиле цел елаборат. Како да се ослободиш од домашните обврски? Точно. Кога и да ги пратиме на пазар, ќе го купат ем најлошото, ем најскапото. Се сеќаваш последниот пат, Васко, што ни донесе дома едни јаболка? Целите беа црвјосани, поморавме да ги фрлиме. Убедена сум дека сето тоа го прават нарочно. Знаеш дека добро што си купила зелка? Ке направам специјалитет што Тања најмногу го сака. Слушај, рече Тања, знаеш кога сретнав долу на улицата? Сигурно некоја твоја другарка од основно училиште. Не, ја сретнав Мирјана, моето мало кумче. Она малата на Чичко Никола, пораснала? Пораснала, веќе е голема мома и представи си, предава англиски во училиштето кај Илчо. Па дали му предава на Илчо? Не знам, и таа не знае зашто сега е скоро таму вработена. Но во секој случај рече дека ќе се заинтересира и ќе го побара за да се запознаат. Чудно, кумови се не се познаваат. А представи си колку ќе биде возбуден Илчо, кога наставничката по англиски ќе му приде и ќе му рече здраво, куме. Мамо, немој само погрешно да ме разбереш, но добро би било кога би му предавала на Илчо англиски. Знаеш, на детево не му оди баш добро, најдобро англискиот јазик. Така, таа вети дека ќе намине до кај нас. Ќе поразговараме и како ќе кажеме да го стегне малку детето. Добро. Така, Маја, ајде сега јас веќе да одам кај Славка, проба некој нов рецепт. А потоа ќе си ги поиграме нашите карти. Здраво. Браво. Здраво, сине. Здраво. Нешто не е вред? Не, ништо особено. Така. Што велиш не, а потоа ништо особено, значи е имало нешто. Кажи на мама. Па, настана мала збрка на првиот час. Задоцни, нели? Се започна од задоснувањето. Аха. А што велиш се започна од задоцнувањето, значи има и понатак. Се обидов на рутински начин да ја објаснам на наставничката околу моето задоцнување и влегов во клопка што ми ја наместила баба Ана. Аха, разбирам, аха. И што се случи понатаму? Па и кажав на наставничката дека баба има напад на жолчката, знаеш. Станува интересно. И наставничката ќе дојде сега со цвеќе да ја посети мојата болна баба. Кога ќе дојде? Па може секој момент да пристигне. Сега ќе дојде? Да. И што ќе правиме? Не знам. Како не знаеш? А каде е баба? Кај соседката Славка на партија Реми. Слушај, Илчо, немој да правиш нови глупости, налага ти се кратки нозете. Знаеш што, имаме идеја. Ајде да одиме ние до кај соседката Славка и да поразговараме со баба. Ајде те молам. Ама чекај се, како? Ајде први. Кај сте, бре, луѓе? Маја! Мајка! Илчо, Тања! Ај, го оставиле шпоретот уклучен и тенџерот ги ненормални, ќе запалят куќева. Каде сте, бре? Добро, бре, каде се вденале овие, бре? Чекај да видам, дали се тие? Добар ден. Добар ден, повели. Благодарам. Молам.
Mirjanče, ti li si? Da, ja sam. Kumčeta na baba Ana? Da. Aha. Evo, cvekita za tetka Ana. A, благодарам. Благодарам, повели седни. Kako je tetka Ana? Одлично е. Благодарам на прашањето да те сретнем на улица, не може те познам, а вака веднаш те познам. Чув дека не била баш најдобро. Па знаеш како тие старите луѓе, нели? Час се добри, па се неарни, па се подобри. Но имала напад. А да, повремено добива напад, особено кога Илчо нешто ќе измисли. А Илчо кога ќе измисли нешто, сите добиваме напад. Да, во врска со Илчо сакав да кажам, тој задоцни. Чекај, те молам прво, ова е домакинска куќа, те почестам со нешто. Ово веднаш, сега вака, помашки. Ова е, да видиш едно сладко кој јас најмногу го сакам и вака го јадам на сабајле. Повели зато. А јас ќе ти правам друштво со цигарче. Така. Молам. На здравие. Велиш за Илчо, а? Слушај да ти кажам, Миријанче, Илчо не е така лошо, тој е добро. Само има една лоша навика, знаеш, малку е влечко и многу сака да касни, а тоа страшно нервира баба. Да, со доцнењето сака. Да ти кажам, не денес мене што ми се има случајно, да пукнеш од смеење. Закаснив на работа. Бре, 20 минути закаснив, а ќе умрем од чекање на тие градски автобуси, 45 минути чекам. Ајде добро што закаснив, доаѓам, портата заклучена. Кога таму го гледам портирот, стои ми се смешка, сум мислел јас му се смешкам, па тој па ми се смешка и ја вика, добро бре, Екреме отвори, а не може куме Васко да ти отвори, како да ти отворам? Нели има состанок на работнички совет, па вчера добивме од правна служба наридба дека не смееме никој да пуштиме без да подпише изјава за каснење. Абе, добро, викам, не си кирезе, правната економска служба се заедно, јас сум председател на работничкиот совет, нема проблем, ќе кажам. Не може така, сите има подеднакво да одговараме. Јас дури тогаш сватив сериозно дека морам да подпишам изјава и му реков да влезам. Интересна ситуација. А не е тоа крајот на приказната. И да видиш кога влегов натре му викам, добро бре, Екреме. Знаеш дека сум јас таму, дај ми, еве, ќе ти ја подпишам, сега дај ми да ја однесам јас до правната служба. Не може така, куме Васко, сами да се казнувате, бе. Тука си има директор, бре, генерален директор, има дадам јас директор, па ви се расправите таму. И што да ти раскажам после, морав да одам кај директорот, па да му објаснувам зашто закаснив, како закаснив, од каде закаснив, што закаснив, умирајќи, чекајќи автобуси. Изгубив цел ден, наместо тие 20 минути што закаснив, а имав, нели, оправдување. Па сега, ако човек навистина има оправдување, би можел да се погледне низ прст. Така е. Тањичка дојде. Сине, да те запознам, ова е Мирјана, баба Тијана е кума. Здраво. Тато, јас брзо дојдов само да ручам. Те молам, имаме гостинка, можеш сама во кујната? Можеш. Така, добро бе, кај си другите? Ги видов мама и Илчо нешто се расправаат со баба тука по скалите, пред станот на тетка Славка. Пак смислиле нешто, нели? Па да ти кажам, едва нешто разбрав. Мислам дека Илчо и мама ја убедуваат баба да одглуми дека е болна. Некоја наставничка на Илчо ќе доаѓала. Пак некоја Илчова збрка. Значи, ученичките методи не се промениле, не наставничките. Да знаеш само колку наставници имам на Самарено. Чудо едно. Ама сигурно и ти си била така, не? Апсолутно. Сите сме биле исти. Сите. Лиле, да знам сега кој е тој наставник што ќе биде жртва. Наставникот по англиски. Да, имаш право. Навистина сега имате некоја нова млада, неискусна е, а тие мангупи можат се што да направат, нели? Еве ги. Добре. Што е, бре, луѓе? Што сте се вкопале вака, бре? Погледајте кој ни дошол. Абе, што сте се намуртиле? Абе, луѓе, што ви имам, бе? Ова, наставничка, знаете, јас се извинувам. Врете, Илчо, врете. Се случува. Не би било убаво да се повтори ова. Писмената работа ти е слаба. Но ќе ти дозволам утре да работиш со другиот клас, зашто денеска имаше само половина час за работа. И најдобро би било ако се тоа се заборави. Да. Да, драго ми е дека си достоја на зборот. Кумче му е убаво. Дипломира. Абе, мене ништо не ми е јасно, бе. Ќе ми објасни ли некој што случува овде, бре, луѓе? Мамо, тебе зошто ручекот не ти е готов, а јас ке задоцнам на училиште? Се извинувам. Еве сега, сине, сега ви благодарам.